Обвинителството отвори истрага по сомнежите за злоупотреби во јавни набавки во царината. Екс-директорот Стефан Богоев денеска изведен пред судија на претходна постапка. Се бара притвор за 4 лица, меѓу нив и за екс-помошникот директор во Царинската управа. Пред кривичниот суд е Елизабета Дамјановска-Спасеновска, па бети да чуеме дали има информација околу распитот и кога може да се очекува одлука околу побараниот притвор. Така е, Бурча, ние се вклучуваме од пред кривичниот суд во Скопје, каде што во овој момент се уште трае исказот кој што го дава поранишниот директор на Царинската управа Стефан Богоев, како и останатите тројца осомничени. Инаку за тоа докаде е постапката, односно како се одвива целиот овој случај, ќе можеме да информираме во следните вести, кога ќе се знае каква одлука ќе донесе судијата по однос на барањето на обвинителството за ефективен притвор на сите четворица. Инаку, според истражните наоди, поранишниот градоначалник на Карпош и поранешен директор на Царинската управа Стефан Богоев се сомничи за злоупотреба при ангажирање на фирма за чистење на царинските на граничните премини. Ова информација е која што доаѓа од обвинителството за организиран криминал и корупција, а оттаму појаснуваат дека Богоев како своевременно тогашен директор на Царинската управа го искористил службеното влијание за тендерот да заврши во корист на конкретен понудувач, додека пак второ осомничениот во својство на помошник директор имал влијание врз останатите понудувачи да не учествуваат во тендерот за повторно истиот да заврши во рацете на одредена компанија. Од финансова полиција пак во текот на денот излегува со информација дека за ова местење на тендерот Богоев примил подкуп во износ од околу 1800 евра, а додека за една година истрагата потврдила дека фирмата противправно се стекнала со корист од над 300.000 евра. Повеќе детали во продолжение за сите случувања поврзани со оваа тема во прилогот кој што ќе го погледнете токму сега. Обвинителството за организиран криминал и корупција отвори истрага и бара притвор за сите 4 лица приведени во акцијата за злоупотреба на тендери во царина. Тие веќе се изнесени пред судија на претходна постапка, потврдуваат откривичен, а се сомничат за злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, примање и давање награда за противзаконито влијание. Постои основано сомнение дека во периодот од јули 2023 до март 2024 година осомничените ја изиграле постапката за доделување договори за јавна набавка за надворешно одржување на хигиена на граничните премини и терминали, при што преку фаворизирање на одреден економски оператор и ограничување на конкуренцијата му овозможиле на правниот субјект да се стекне со противправна имотна корист во износ од над 18 милиони денари. Се наведува во соопштението од обвинителството за организиран криминал и корупција. Оттаму додаваат и дека во истрагата се обезбедени докази и за примање и давање награда за противзаконито влијание и дека првоосомничениот примил награда во износ од 111.600 денари за искористување на својата службена положба. Инаку дека меѓу приведените е и Стефан Богоев, потврди премиерот Мицкоски. Тој во интерес на истрагата не сакаше да изнесува детали, но посочи дека станува збор за поранешен градоначалник и екс-директор на царина. Според Мицкоски истрагата ќе се проширува, а слични акции ќе следуваат и во други институции каде што имало недоследности во минатото, констатирани од ревизија. Станува збор за неколкумина вработени во рамките на таа институција и станува збор за лице кое што, како да го наречам, не знам, немам права квалификација, но бил многу близок до претходната влада и било лице кое што често пати ги олеснувало овие, условно кажано, дејства кои што изобилуваат со многу незаконитости. Или народски кажано посредник. Социјалдемократите пак обвинуваат дека станува збор за монтиран случај и обид за дефокус од посетата на Антонио Кошта во земјава. Филипче не сакаше да го коментира случајот, додека тоа е во фаза на истрага.
Јас не би сакал сега да коментирам во оваа фаза, нашите ставови сме ги кажале. Не сакам да коментирам судови, обвинители, обвинителство, судство и така натаму. Да почекаме, нека кажат институциите, после ќе го кажеме коментарот наш. Акцијата за случајот беше спроведена во координирана акција на Управата за финансиска полиција и обвинителството за организиран криминал и корупција. Инаку за тоа каква ќе биде одлуката на судијата по однос на барањето за ефективен притвор на сите четворица обвинети, ќе можеме, како што кажав и на почетокот, да информираме во следното издание на вестите. Ние остануваме овде пред кривичниот суд. Студио. Така е, Бети, ти благодарам за информациите.